Емоционалната интелигенција е термин со кој се среќаваме често во последно време. Емоционалната интелигенција стана жешка тема и во психологијата, особено во последниве 2 декади. Во последно време сме сведоци на едно верување дека коефициентот на емоционална интелигенција може да биде поважен и од другиот коефициент на интелигенција. И тој подобро им помага на луѓето да го подобрат успехот во работата, во животот, во квалитетот на интерперсоналната врска и воопшто во сопствената лична среќа. Денес ќе зборуваме за оваа тема. Постои позитивна поврзаност помеѓу емоционалната интелигенција и работниот учинок. Вештините на емоционалната интелигенција се значајни за лидерството, за тимскиот дух, за тимската работа и за позитивната клима на организационо ниво. Во таа насока денес ќе ви откриеме неколку интересни работи поврзани со ова во приказна. Емоционалната интелигенција е способност ефикасно да се разберат и управуваат емоциите со цел да се подобри функционирањето на когнитивните процеси и да се олесни донесувањето на одлуки. Емоционалната интелигенција представува способност, односно знаење за тоа што го чувствуваме и користење на сопствените чувства за носење на добри одлуки во животот. Таа представува една способност за добро управување со непријатното расположение и способност за контрола на нагоните. Благодарение на неа ние сме мотивирани, имаме многу надеж и оптимизам и тогаш кога доживуваме неуспеси на патот. Генерално се вели дека емоционалната интелигенција вклучува неколку вештини. Емоционална свест или способност да се идентификуваат и именуваат сопствените емоции. Способност да се искористат емоциите и да се применат на задачи како размислување и решавање проблеми. И способност за управување со емоции, што вклучува и регулирање на сопствените емоции кога е потребно. Постојат повеќе компоненти на емоционална интелигенција, јас ќе ги споменам најважните. Прва важна компонента на емоционална интелигенција е самосвеста. Да бидеме свесни за тоа како се чувствуваме. Значи, точно да препознаеме во моментот како се чувствуваме и да наместо да ги потеснуваме емоциите, да ги доведеме до едно повисоко ниво на свесност. Втора важна компонента е емпатијата, да знаеме како се чувствуваат другите и да ги разбереме тие емоции. Друга компонента е носењето на одлуки, да бидеме способни да ги препознаеме нашите потреби, да ги слушаме емоциите кои што би ни помогнале во носење на добри одлуки. Исто така една важна компонента е себе прифаќање, да бидеме способни да ги прифатиме нашите мани, нашите недостатоци, да прифатиме кога правиме грешки, бидејќи човек е човечно да се греши, без да доведеме да тоа доживување на грешка ја наруши нашата хомеостаза на организмот. Исто така, една од компонентите е социјалните вештини, односно добра комуникација со другите луѓе, да знаеме во тие моменти кога комуницираме, повторно да ги пратиме нашите емоции и емоциите кај соговорникот како би знаеле добро да направиме една добра комуникација, а истото тоа би го користеле и во ситуации кога постојат конфликти, што значи дека една од компонентите и решавање на конфликти. Ние поседуваме два ума. Едниот ум размислува додека другиот чувствува. Интелигенцијата нема никакво значење доколку не е во корелација со емоциите. Реакцијата на емоционалниот ум е спротивна на рационалната реакција, но тоа не значи ништо друго, туку дека IQ и емоционалната интелигенција се одделни способности, а не спротиставени. Најраните корени на поимот за емоционална интелигенција може да се најдат во трудот на Чарлс Дарвин, каде тој зборува за важноста на емоционалните изрази за преживување и секундарната адаптација. Појавата на терминот емоционална интелигенција во 90-тите години на 20-тиот век е револуционарно откритие бидејќи представува спојување на два значајни психолошки поими – интелигенција и емоции. Една од специфичностите поврзани со емоционалната интелигенција која придонесува за зголемен интерес за овој концепт е сознанието дека со вежбање може да се стимулира нејзиниот развој. За разлика од когнитивната интелигенција, она позната интелигенција што ја мериме со IQ, која што е вродена, емоционалната интелигенција се учи. Што значи дека секој оној кој што сака да ја зголеми својата емоционална компетентност, може тоа да го направи во текот на целиот живот. Она што е најважно е да донесе одлука. Да донесе одлука дека сака да направи промени и дека сака да направи подобра верзија.
Емоционалната интелигенција ја сочинуваат некогнитивни способности, компетенции и вештини кои влијаат на способноста на личноста да одговори на барањата и притисоците од околината. Таа е разбирањето на себе си, разбирање на другите, способност за препознавање на сопствените емоции и емоциите на другите луѓе, вештина да се користат тие информации во градење на односи со другите луѓе на задоволителен начин. Со други зборови, ако си емоционално интелигентен, тогаш ги користиш информациите на ефикасен и осмислен начин. Лицата кои што имаат висок степен на емоционална интелигенција, кои што добро ги препознаваат и разбираат собствените емоции и емоциите кои другите имаат предност во многу подрачја. Тоа се лица со висока самодоверба, кои што се сигурни во себе, кои што носат добри одлуки во животот и кога ќе погрешат знаат да се носат со непријатните емоции и добро да управуваат со нив. Тоа се лица кои што исто така добро се носат во стресни ситуации, како и во конфликтни ситуации, без да се наруши равнотежата на организмот. Она што е најважно, значењето на коефициентот на емоционална интелигенција е поврзано со нашето здравје. Колку е повисок коефициентот на емоционална интелигенција, тоа значи дека ние сме по-психофизички здрави, имаме добра психофизичка благосостојба и сме среќни и задоволни од животот. Емоционалната интелигенција не значи дека ќе бидете љубезни со сите и нема да приговарате доколку не се согласувате. Напротив, емоционалната интелигенција подразбира и одлучност протиставување на погрешното мислење и штетните предрасуди, како и успешно контролирање на емоциите. Емоциите и однесувањето се во тесна поврзаност, да речем во една кружна реакција. Од тоа како ние ќе се чувствуваме, така и ќе се однесуваме. Односно, од тоа како сме се однесувале, така и ќе се чувствуваме. Постои една изрека што вели луѓето кои што добро се чувствуваат и добро се однесуваат. Меѓутоа, кај лицата со емоционална интелигенција тие може да направат и тогаш кога не се чувствуваат добро, да манифестираат адекватни постапки кои што понатака ќе им помогнат повторно да доживеат пријатни емоции. Емоционалната интелигенција во еден дел се стекнува со генетско наследство, но поголем дел е низ процесот на учење. Емоционалната интелигенција вклучува низа персонални, социјални и емоционални компетенции и вештини кои влијаат на способноста да се успее во соочувањето со барањата и притисоците на околината. Најсложено ниво на емоционална интелигенција е свесна регулација на емоциите, која води кон емоционален и интелектуален напредок. Базичната способност на ова ниво е отвореноста спрема емоциите, без разлика дали тие се пријатни или непријатни. Доколку постои некој настан кој што за нас е важен, ние нешто ќе почувствуваме. Ако тој настан е многу важен, ние ќе имаме поинтензивна емоција. Доколку да речеме дека таа емоција е лутина и ние сме за нешто многу лути, а сме емоционално мудри, тогаш ќе искористиме таа емоција за анализа и набирање на добри реакции, што значи дека ќе направиме да се однесуваме онака како што сме научиле, некаква емоционална вештина, каде што добро би се справиле во таква ситуација, односно би ја соопштиле лутината на адекватен начин, без да манифестираме некакво агресивно поведение. Единствено кога личноста е свесна за своите емоции и е отворена кон нив, може за нив нешто и да научи. Зошто се важни емоциите, особено кај децата? Па емоциите не дефинираат нас луѓето, нели, со самото тоа што не сме роботи, дел од нашето битисување, од она што направи луѓе се емоциите, и мислам дека кога од равенката би ги одземале, не би биле ние тоа што сме. Така што страшно ни се важни, посебно за интерперсоналните релации, и мислам тука на секој тип интерперсонални релации, и пријателски, и професионални, партнерски, секакви. Така што тоа е она што ни ја дава длабочината, суштината како луѓе, затоа што велиме динамиката на личноста лежи во мотивите и во емоциите, во чувствата. Рациото е еден сосема друг дел. Кога нешто рационално разгледуваме, решаваме многу по-лесно, отколку кога со срце влегуваме во нешто. Тогаш веќе равенката се менува, станува се покомплицирано. Како да ги научиме децата да ги препознаваат емоциите уште од најрана возраст?
Па најпрво е учењето по модел, нели родителите се тие кои се најповикани на детето уште во период на доенче да му помогнат на еден начин да научи да ги препознава емоциите и чувствата и кај себе и кај другите. Еден од начините е да се посочуваат, да се изговарат, нели да се именуваат, дека ова е сега тага или ова е сега некој е среќен или некој е луд. Значи да знае да поврзе дека овој израз на лице со таа и таа манифестација на однесување соодветствува на таква и таква емоција или такво и такво чувство, затоа што емоциите и чувствата не се синоними. Емоциите повеќе го одразуваат она што е биолошкото во нас како луѓе, а чувствата подлежат на процесот на социјализација. Тие се посложени, затоа вака ги користам едното и другото. И во основа, кога станува збор и за емоциите и за чувствата, нивно учењето да се препознаат треба да почне многу рано во животот. Велам веќе во првата година, веќе во период на доенче. Иако децата првите образци на разбирање на чувствата ги ја пројавуваат негде околу втората година. Сепак многу е важно многу порано да се почне. Не само со тоа именување на соодветната емоција, туку и нешто што ние во развојната психологија го нарекуваме синхронија помеѓу детето и родителот. Во смисла тоа што го изразува како фацијална експресија, емитирајќи одредена емоција или чувство родителот, тоа го пресликува детето и ги синхронизираат изразите на лице, така што таа синхронија е една од клучните алатки или механизми кои се во основата на учењето да се препознаваат емоциите и чувствата. И уште еден многу битен момент, дека секогаш треба да постои усогласеност помеѓу тоа што родителот го вербализира и како звучи и тоа што детето го гледа како фацијална експресија. Значи, проблематично е ако, звучам, луто, а изгледам како да сум расположена, како да сум насмејана, затоа што тоа моето дете ќе го стави во конфузија да не знае што да следи, дали вербалната информација, бојата на мојот глас или изразот на моето лице. И она што им е страшно важно на децата, посебно во првата година на доенчињата, е да биде усогласено бојата на глас, тоа што родителот го зборува и како тој изгледа, за да може точно да ја прими и препознае соодветната емоција. Во таа насока би се надоврзала, често пати доенчињата се вознемируваат ако мајката или некој од или таткото е вознемирен. Да, тоа е реагирање и исто така многу лошо реагираат во смисла на вознемирана реакција, доколку лицето на родителот не е безизразно, значи не дава никаква информација за одредена емоција. Правени се доста такви испитувања на таа парадигма на лице со замрзнат изглед, каде родителот е инструиран практично да не покажува неколку секунди никаква емоција за да се види реакцијата на доенчињата. Значи ниту едно доенче не реагира позитивно. Сите реагираат многу негативно на почеток, затоа што се обидуваат да го анимираат родителот да мрдне или нешто да покаже. Тој и понатаму не реагира, за да сето тоа на крај заврши со откажување од страна на доенчето и вртење на погледот на страна, нервозни реакции, плачење, што значи дека апсолутно штети, не им годи да нема никаков израз на лице. Колку во таа насока е значајно да се поминат сите фази последователно на емоционалниот развој? Не би требало да се прескокнуваат, најпрво треба да научи детето да препознава емоција или чувство кај себе и кај другите, па потоа да разбира, како што сознаено во развојот напредува, почнува и да ги разбира конкретните чувства. Тие всушност се усложнуваат, затоа што емоционалниот развој тече по законитоста од општо кон поединечно. И значи дека на почетокот од една општа состојба на возбуденост во првиот месец од животот, почнуваат полека да се диференцираат два кластера на емоции, пријатни и непријатни, од нив
потоа поединечните емоции и чувства се развиваат. Значи, треба да почне веќе да ги разбира, некаде околу втората година почнуваат. Не сите, меѓутоа да имаат некакви основни разбирања на одредени емоции и како веќе тоа оди трета, четврта година, значи предучилишна возраст или рано детство, се по-добри стануваат во тоа и за да од тука веќе можат соодветно и да ги манифестираат, да ги изразуваат. И тоа е пак предуслов да можат да на крај и она што го велиме еден од најважните елементи на емоционалната интелигенција самоконтролата, себерегулацијата, значи да ги менаџираат своите емоции и чувства и да ги контролираат, затоа што контролата на емоциите е еден од клучните елементи на емоционалната зрелост на поединецот. Значи колку некој има повисока самоконтрола, толку е тој и емоционално позрел како личност. За тоа треба време. Кога се зборува отворено за емоциите, имам впечаток дека родителите многу повеќе сакаат да зборуваат за убавите емоции, а многу потешко за тешките емоции. И на тој начин, како да прават некоја бариера помеѓу тешките информации кај своите деца, колку и тоа може да биде проблематично во емоционалниот развој? Па е проблематично во која смисла сега? Не сакам драматично да звучам, нормално, ама традиционално гледано, оние стереотипни природи, машко си, момче си, немој да плачеш, покажи цврстина, некаква, нели, која прилега на машко, не им одело во прилог на момчињата во однос на емоционалниот развој. Зашто да не може да се расплаче ако е машко? Зашто да не може да покаже чувства ако е машко? Мислам, така што денес веќе се надминуваат тие работи за среќа и во самото воспитување и социализирање и на момчињата и на девечињата, современите родители, сакам да верувам, и знам доста примери, апсолутно не ги ставаат во тие стереотипни улоги. Меѓутоа, да, секогаш е полесно да зборуваме за убавите работи, за силните наши страни, за убавите чувства. Потешко е кога треба да се соочиме и самите, ние со некое наше негативно или непријатно чувство, или пак уште потешко можеби со туѓо, затоа што не сите реагираат на ист начин. Знаете, кога ќе се соочат со некој кој е вознемирен или многу тажен или растревожен, расплакан и така натаму. Некои едноставно не се снаоѓаат, значи немаат вештини како да изреагираат во таква ситуација. И, например, може да се случи веднаш да почнат да го тешат. А можеби тоа не му треба, можеби му треба да се исплаче, можеби му треба тишина, само некој да биде покрај него да го ислуша и да му даде простор да истагува, да се исплаче, затоа што некогаш плачењето, знаете, има лечебна функција. Олеснува кога ќе се исплачеме или секое соочување со непријатната емоција или непријатното чувство не мора да значи наша слабост или нешто негативно. Напротив, ако се соочиме, можеме да си дадеме шанса да ја изживееме, да ја преживееме и да продолжиме понатаму. Проблем е кога, или може да биде проблем ако пакуваме се во себе и ги натоложуваме. Чувствата не ги манифестираме за да не делуваме, не знам, слаби, не знам, некомпетентни, премногу чувствителни и слично. И сега зошто тоа може да биде проблем? Секоја таква неисканализирана, неиспразната емоција, напластена внатре, таа нема да се изгуби. Тоа е како енергијата, таа ќе се трансформира во нешто друго. И секој од нас до одреден степен може да наталожува во себе и ќе излезе таму каде што ни е најслабата точка. И за жал некогаш може да заврши и во соматизирање, во психосоматика, што е по мене од сите можни исходи најпроблематичниот, затоа што сме можеле да се соочиме со таа емоција, ако не можеме сами. Постојат многу стручни лица, психолози, психотерапевти. Колку ако се разговара отворено, како со личности, а не како со деца, може да биде корисно емоционалното созревање, да речам.
Па видете, во тој отворен разговор треба да се следи до каде е степенот до кој детето може да не разбере, така, затоа што да, апсолутно треба да разговараме со нив како со личности, без оглед која им е возраста, но нели, не можете со дете да комуницирате на степен со кој би можеле да комуницирате со возрастен, затоа што едноставно некои поими можеби не му се јасни, така? Или не знае механизми како да изманифестира, да изговори одредена емоција или да ја опише едноставно, да ја објасни како се чувствува. Некогаш и на возрастен му е тешко да објасни што му е и како се чувствува или да ја посочи причината зашто се чувствува така. Не секогаш е тоа лесно. Посебно за децата, посебно ако имате мешавина од неколку чувства, па не можете да извлечете, да посочите едно конкретно или да посочите некоја конкретна причина или момент што ја предизвикал таа емоција или тоа чувство во вас. За крај, кои се придобивките на емоционалниот развој за децата во иднина како личности? Ја спомнавте само почита, верувам дека тука се и веројатно интерперсоналните односи и да. Во иднина можеби успехот на работа или нешто слично. Се е врзано, значи секаде каде влегуваме во социјална интеракција, во било која сфера, тоа е професионално. Тоа е и приватно, тоа е и со пријатели, значи на секој начин. Оние кои што имаат поголема емоционална зрелост, оние кои се поемпатични како луѓе, оние кои имаат повисока емоционална интелигенција, оние кои имаат повисока емоционална контрола, така, можат поуспешно да се ги менаџираат емоциите, висока себерегулација, тие се генерално поуспешни, генерално се поздрави. Таа се разликува од онаа другата што ја знаеме, нели, когнитивна интелигенција, и таа се однесува повеќе на некакви наши лични карактеристики. Значи, нешто што не осликува нас како личности. Има многу теории, меѓутоа мене ми е многу прифатлива теоријата на Даниел Големан, кој што вели дека тука се работи за одредени компетенции кои што ги поседуваме, кои што тој ги дели во две големи групи. Едните се лични компетенции, односно компетенции кои што се поврзани со самата личност, а другите се социјални компетенции или компетенции кои што се поврзани со другите луѓе. Многу се правели истражувања во однос на тоа. Првпат во научната литература за емоционална интелигенција почнало да се зборува негде во 90-тите години на 20-тиот век. Правени се многу истражувања и се повеќе и повеќе теоретичарите, нели, истражувачите се согласувале дека емоционалната интелигенција е дури до 80% одговорна, нели, за успехот на луѓето, не само во работата, туку и во животот, а дека онаа другата, знаењата, искуствата, способностите е одговорна за 20% од успехот. Така да мислам дека ова кажува се. Кога станува збор за конфликтите, нели, туку имаме спротивставени ставови, нели, и секој од спротивставените страни мисли дека е во право и мисли дека нивниот став е во ред. Меѓутоа, нели, тие се спротивставени меѓу себе и треба да се најде некакво решение, а всушност тоа решение најдобро е она win-win решение, односно и двете страни да се чувствуваат како победници. Доколку останеме со нашата свест, нели, со нашата когниција, цврсто на оние наши први позиции, први ставови, веројатно никогаш нема да го разрешиме конфликтот, може дури да го продлабочиме, да го замрзнеме или нешто слично. Но доколку обрнеме внимание на нашите емоции, значи она што не мотивира, што не води, она што нели го чувствуваме, тогаш може да ја почувствуваме таа емпатија. Да, јас ги почитувам моите емоции, она што го чувствувам, меѓутоа ги почитувам емоциите на другиот, на другата страна. Ајде да видам како тој се чувствува. Ајде да видам поради што на него ова толку многу му е важно, исто како што ми е важно и мене. И кога ќе го најдеме, нели, тој
контакт кога ќе го направиме, тогаш можеме да тргнеме на патот на конструктивно разрешување на конфликтите. Важна е затоа што, кога зборуваме за лидерите, велиме дека тоа се луѓе кои што едноставно ги водат луѓето, кои што едноставно ги мотивираат, ги инспирираат, ги водат кон целите. Меѓутоа, тој лидер не е некој кој што им се наметнува, не е некој кој што автократски влијае на нив, туку тоа е лидер кој што едноставно се грижи за другите луѓе, ги почитува, ги прифаќа, ги потврдува нивните вредности, и заедно со нив оди кон остварување на некои повисоки цели, на некои поголеми планови, визии и така натаму. Јас би рекла дека дури и тие, познати во историјата, дури и тие дека биле убедени во самите себе си дека тоа што го прават е исправно, И сега, со тие лидерски потенцијали што ги имале, они ги воделе луѓето, ги привлекле, и оделе кон остварување на тие цели. Тоа што можеби нивните цели потоа се покажале како погрешни, тоа што можеби се покажало дека остварувањето на тие цели од друга страна им нанело некакво зло и непријатност на другите луѓе, тоа е веќе другиот дел. Меѓутоа, дефинитивно, лидерите веруваат во она што го замислиле, она што си го поставиле како цел, и нивните потенцијали ги водат кон тоа. Лидерите имаат огромна моќ на влијание врз другите луѓе. Детето кое поседува висок степен на емоционална интелигенција има вештини да ги препознава своите емоции, да знае да ги разликува своите емоции, да знае да ги контролира и да управува со своите емоции, како и да ги разбира другите луѓе со цел подобро да мисли, да чувствува и да действува. Емоционалната интелигенција кај децата е многу важна, што во таа насока ви носиме денес во приказна. Да се биде емоционално интелигентен значи да се распознаваат сопствените емоции и емоциите на другите. Колку се тие силни и што ги предизвикува. Само откривањето и откривањето на сопствените потреби е исто така една од компонентите на емоционална интелигенција и многу важна компонента е лична одговорност. Преземање на одговорност за сопствените постапки. Значи, доколку погрешиме и доколку на некој му нанесеме некаква емоционална штета, во ред е тоа да го прифатиме и да ја преземеме одговорноста за нашата постапка, наспроти ова лицата со низок коефициент на емоционална интелигенција секогаш ги обвинуваат другите. Да се биде емоционално писмен значи да се знае како да се управува со сопствените емоции. Со тие емоционално писмени вештини може да научат да ги препознаваат емоциите кај себе кај другите. Да научат како да реагираат кога се напливени од непријатни емоции, а исто така да знаат, да научат како да реагираат кога некој друг им соопшти како се чувствуваат. Учењето на емоционалната писменост не учи како се изразуваат чувствата, каде и кога да се изразуваат и како тие влијаат врз другите. Емоционално писмените луѓе воспоставуваат добри односи како родител, партнер, колега, другар, учител и љубовник. Живееме во едно многу чудно време, јас би рекла, каде што од сите страни сме бомбардирани со многу брзи промени и со негативни влијанија. Во целиот овој процес и родителите некако се дефокусирани од самото примарно семејство, се дефокусирани од децата, за жал, и повеќе време посветуваат надвор да работат, да заработат. Децата како да се препуштени сами на себе, сами да го структурираат времето. Понекогаш е добро, да им се даде на децата време да го структурираат времето, да уживаат, сами да бидат креативни што ќе прават во тоа време. Меѓутоа, сепак родителот е главната фигура во целиот живот на детето и убаво е современиот денешен родител да гледа што повеќе да ги намали социјалните мрежи, интернет, телевизиите и како велиме повеќе да се врати кон оние нашите старите игри каде што имаме контакт, имаме допир, имаме говор, каде што родителот ќе поставува прашања од отворен тип, не прашања од затворен тип. Дали си добар, туку како си, како се чувствуваш,
каде го чувствуваш тоа, зошто се чувствуваш така. Што мислиш, што можеме да направиме? Што можеш ти да направиш? Значи, целата поента е да се развива еден диалог помеѓу родител дете, а со тоа и да се зголеми блискоста. Тука е социоемоционалното врзување родител дете. Меѓутоа и на тој начин родителот дава акцент несвесно на емоционалната интелигенција, односно на развивање на чувствата и идентификување на чувствата. Затоа што многу деца како што растат и понатаму стануваат адолесценти, во мојата пракса забележувам дека не можат да ги именуваат чувствата. Знаат да кажат се чувствувам добро, се чувствувам лошо. Тоа е веќе цепење, кинење на реалноста. Не постои добро чувство, не постои лошо чувство. Имаме определено име како се вика тоа чувство. Семејството представува прва работилница на емоционалното учење, кој треба да биде усмерено еднакво како на децата, така и на родителите. Детето учи од тоа што го гледа, всушност. Сите ние возрастните, пред се родителите, се пример за детето. Развојот на емоционалната интелигенција кај децата овозможува да израснат слободно, да размислуваат, одлучуваат и се чувствуваат самостојно, а своето однесување да го ускладат со своите емоции. Има многу научни откритија во оваа област во последните 10 до 15 години, особено во поглед на мапирањето на мозокот, што е многу корисно за навистина да разбереме како се развиваат луѓето. Она што го покажува науката е дека ние всушност се развиваме уште пред да се родиме и дефинитивно денот на раѓањето. Уште на денот на раѓањето веднаш почнуваме да учиме. Учиме за нашето обкружување и потоа ги учиме сите тие работи. Од науката исто така знаеме дека сите ние сме социјални битија, социјални човечки суштества. Затоа е важно да си го најдеме нашето место многу рано. Каде сме во нашите групи, во нашите семејства, нашите заедници. Учиме многу лесно и брзо. Почнуваме да учиме речиси веднаш. Тоа не е учење што може да се види. Јас те поучив нешто и ти ќе го научиш тоа. Тоа е учење преку правење и учење за тоа кои сме ние. Тоа не е структурирано учење. Тоа е многу важно кога станува збор за деца. Затоа сметаме дека играта е многу важна. Се учи и преку игра и затоа ги охрабруваме родителите не само да ги остават нивните деца сами да си играат или да си играат меѓу себе, туку и родителот да се вклучи во играта. Во партнерскиот однос потребно е да се препознае почитување и љубов. На тој начин се гради доверба, поттик и поддршка. Партнерството е жив енергетски систем и за да се одржи неопходно е константно емоционално усогласување. Како човечки суштества, ние можеме да бидеме многу емпатични едни кон други. Штом знам како изгледа да се чувствувам лошо, тоа значи дека можам да се поврзам со некој кој исто така се чувствува лошо и можам да ги видам знаците. И кога јас се чувствувам лошо, главата ми е спуштена надолу, не се чувствувам добро. Ова го правиме и со децата кога ги прашуваме. За да му помогнете на детето да ја развива својата емоционална интелигенција, треба да му понудите можност да ги изрази своите автентични доживувања на едноставен начин, да му помогнете да научи само да ги решава своите проблеми и да има можност да искуси и непријатни емоции без претерано да го заштитуваме. На тој начин, кај детето се зголемува самодовербата и учи повеќе вештини. Во последно време како да се заборави на емоционалната интелигенција и родителите се повеќе и општеството како да ја форсира IQ интелигенцијата, когнитивната интелигенција. Меѓутоа, емотивната интелигенција значи дека всушност ние сите се раѓаме со чувства, ги изразуваме тие чувства и комуницираме едни со други со чувства. Тоа би значило дека се започнува во семејството. Тоа би значило дека самите родители треба да имаат и тие висока емотивна интелигенција и да му дозволат на детето да создадат една безбедна атмосфера во која што детето ќе може да ги покаже сите емоции. Честопати родителите, свесно или несвесно, санкционираат определен број на емоции, особено оние кои што се негативни емоции. А тоа се лутината, стравот и така натаму. Напротив, значи потребно е родителите да се освестат, едуцираат дека и лутината, и стравот, и љубовта, и радоста, сето тоа се емоции
И детето убаво е да биде во контакт со своите емоции, да ги разпознае во кој дел од телото ги чувства емоциите и да научи, а тоа го учи по модел пример, како да ја покаже секоја емоција. Како што расте детето, тоа учи да се социализира со емоциите, односно се учи на селективно изразување на емоциите, зависно од информациите и просудувањата за целисходноста, односно социјалните норми. На тој начин се развива способност за рефлексивно вклучување во емоциите или исклучување од нив, зависно од процената на нивната информативност или корисност. Токму и затоа емоционалната интелигенција е убаво да се развива од мали нозе. Деца кои што имаат висока емоционална интелигенција и понатаму во животот, имаат голема веројатност да градат добри, квалитетни интерперсонални односи, значи релации со врсниците, понатаму со партнерите, понатаму со колегите и така натаму. За поттикнување и развој на емоционалната интелигенција кај децата, неопходно е тие да учествуваат во различни социјални ситуации. Социјалната интелигенција се гради низ текот на целиот живот и таа се гради во најраното доба преку самите контакти и со врсниците, и со родителите, и со сродниците, и со наставниците, значи со сите агенси на социјализација. Детето доаѓа во контакт со врсници. Некои родители знаат да бидат презаштитнички и да кажат не. Значи не се дружи со тоа дете. Дружи се со ова дете. Меѓутоа јас би рекла, родителот понекогаш е добро да биде наблюдувач и да го остави детето самото да го доживее, проживее, затоа што кој знае што може во наводници да купи од тоа дете кое што ние мислиме дека не е добро за него, а што може исто така да изгуби, да не купи, да не научи од тоа дете кое што ние мислиме дека е добро за него. Значи, не да ги држиме децата во стаклени ѕвона, туку да оставаме да се дружат и слободното време да го поменуваат во контакт со другите деца. Во таа насока, вие како нивен насочувач, убаво е да им го ограничите времето поминато пред компјутер, таблет или телевизор. Емоционалната интелигенција се гради преку учество во различни социјални ситуации, преку контакти со врсници и други деца. Зачетоците на емоционалната интелигенција се од нашите примерни семејства. Нашите родители научат како да ги искажуваме своите емоции, како да ги претходно препознаваме, а потоа и како да ги именуваме. Начините на именување на нашите емоции и начините на искажување на истите овозможуваат подоцна во нашите животи да ги препознаеме и емоциите на другите луѓе, што е многу важно за емоционалната интелигенција. Потребно е да имаме свесност за нашите емоции, но не само свесност, туку и само контрола за да тие емоции не преплават. Само оние луѓе кои што имаат чувства за своите емоции може да ги разберат и да ги препознаат емоциите кај другите луѓе. Емоциите се учат во нашето семејство. Кога сме радосни, да имаме дозвол од нашите родители да ја искажеме таа радост. Кога сме тажни, да кажеме дека сме тажни и едноставно да сме во контакт со тоа чувство. Кога сме лути, да кажеме дека сме лути и да го покажеме тоа. Значи, на тој начин се учат емоциите во нашиот живот. Емоциите кои што ги имаме, кои што ги чувствуваме, потребно е да ги контролираме. Не секоја ситуација е ситуација во која што треба да ги искажеме своите емоции. Меѓутоа, во една работна средина, каде што постои верување дека не треба да ги искажуваме своите емоции, умешноста на добриот лидер е да ги препознае емоциите кај другиот и да му даде признание на другиот дека знае зошто така се чувствува. Луѓето што имаат развиена емоционална интелигенција, не само што имаат самосвест за своите чувства и за чувствата на другите, туку се личности кои што градат и добри интерперсонални односи со другите луѓе. И соработката со другите е на повисоко ниво. Мит. Жените имаат поразвиена емоционална интелигенција. Вистина,
Факт е дека емоционалната интелигенција не зависи од полот. Жените имаат поголема моќ за забележување на промените во меѓучовечките односи. Тие имаат поголемо емоционално разбирање, но и тенденција да емпатизираат и почесто и посоодветно да ги користат емоциите од мажите. Мажите пак имаат поголема моќ во саморегулација и толерантност на стресот. Покрај тоа, мажите имаат поголема самодоверба, што ги прави помалку чувствителни на критики. Тие имаат поразвиена независност која им помага да се фокусираат кон целта, а при тоа да го избегнат влијанието на окружувањето. Истражувањата покажуваат дека развојот на емоционалната интелигенција зависи од повеќе фактори, меѓу кои се културолошките, средината во која расте единката, како и непостоењето на потребата за прикривање и потиснување на емоциите и можноста за јавна експресија и зборување за нив. Емоциите потребно е да ги контролираме и употребуваме во конструктивни и продуктивни цели. Зошто е важна емоционалната интелигенција? Ќе ви помогнеме денес во артикулација. Секој може да се налути. Тоа е лесно. Но да се налутиш на вистинската личност, до вистинскиот степен, во вистинскиот момент, на вистински начин, тоа не е лесно. Оваа изрека на Аристотел во себе ја содржи најсуштинската особина на емоционално интелигентните личности – препознавање на емоциите и нивно соодветно канализирање во животот, секојдневието и работата. Емоционалната интелигенција е многу важна, но покрај воодушевувањето од придобивките, неопходно е да се спомени нејзината темна страна. Емоционалната интелигенција во рацете на луѓе што имаат себични мотиви станува оружје за манипулација. Имено, постојат истражувања кои покажуваат дека луѓето кои ќе ги усовршат своите емоционални способности стануваат подобри во манипулирањето со другите. Кога сте добар во контролирањето на сопствените емоции, можете да ги прикриете своите вистински чувства. Кога знаете што чувствувате за другите, можете да ги искористите нивните најдлабоки чувства и да ги мотивирате да прават нешто што е спротивно на нивните сопствени интереси. Пристојната реакција во различни ситуации, кога ситуациите се особено напнати, кога сме ние вознемирени, е способност за ефикасно комуницирање и ефикасно управување на емоциите. Ова може да биде добар модел и за другите во поглед на интерперсоналната комуникација, но и за самите нас со цел да се справуваме полесно со стресот, без разлика дали станува збор за стрес на работна позиција или стрес во нашите животи, или стрес во поглед на тоа како ги воспитуваме и насочуваме нашите деца. Тоа е се што ви подготвивме за денес. Довидување до следната приказна.